Почитувани граѓани, почитувани рудари, денеска сакам да ви го честитам празникот. Навистина е важно дека ние како влада се залагаме за унапредување на квалитетот на живење на сите граѓани. Покажавме и дека она кој што го ветивме на рударите го испорачавме. Оваа година ги имаме првите 51 пензионер, кои што по новиот закон, што значи пензионирање за рударите само со стаж навршен независно од нивната возраст, тоа е 35 години за жени стаж и 40 години за мажи, тие го остварија своето право. Чекаме и нова група на пензионирање и навистина им ја честитам пензијата и да си ја доживеат уште многу години да квалитетен живот продолжи во општина Каменица за овие наши сограѓани. Ова е, да речеме, еден од аспектите кои што за нас како влада беше важен да го оствариме кон овие граѓани, но дополнително во Македонска Каменица заедно со градоначалничката се отвори дневниот центар за лица со попреченост. Дополнително во него се ангажираа луѓе стручни кои што работат на вклучување на децата и лица со попреченост во општината. Ги покачивме платите на вработените во градинките, со тоа го зголемуваме квалитетот на предучилишното образование и ги покачивме платите за 22% на вработените во центрите за социјална работа. Со тоа даваме стимул или мотивација на тие вработени да работат поквалитетно со најранливите категории на граѓани во нашата држава и на крајот ја зголемивме и социјалната парична помош за 300%, кој што укажува дека навистина на најсиромашните им се дава многу поголема шанса сега за поквалитетен живот, а со тоа ја изедначуваме неправдата која што постоеше со години во нашата држава. Да не изборувам дека за само 2 години решивме повеќе од 11.000 стечајци кои што со години својата правда ја бараа на улица. И сето ова укажува дека квалитетот на живење во нашата држава интензивно го зголемуваме и го унапредуваме. Благодарам. Неодамно имаше бизнис форум во Каменица, во организација на општината и беше покренато прашањето за дом за стари лица како неопходност за регионот кој што полека старее. Какви се плановите во тој дел? Она што е важно дека и ние како влада работиме на втората компонента од социјална заштита, а тоа е развој на социјални услуги. И тоа е убаво што од оваа средба бизнис форум и произлегло дека старски дом е потребен и во оваа општина. Она кое што веќе го разгледуваме како проект во регионот е дека во Кочани треба да се отвори регионален старски дом и на тоа веќе се работи, има проектно решение, има и парцела на кое што веќе тоа е целото планирано. Јас сум сигурна дека и како влада ќе знајдеме начин да истото го финансираме. Дополнително вчера бев во Пробишти веќе градоначалникот има одредено проектно решение за еден затворен дел во здравствениот дом за да инвестира за старски дом. Доколку тука се почнат преговори со општината, јас сум сигурна дека ќе се изнајде некој решение. Дали за преадаптација на простор, дали за сосема нова изградба, тоа ќе го одлучиме заедно со општината. Но на повикот што Министерството за труд и социјална политика ќе го распише во септември месец, а тоа е за развој на социјални услуги кои што ќе ги финансираме, ќе може општината да размисли и за палијативна грижа или подршка на старите лица во домашни услови, кое што и светски развиена мерка, а ние законски со новиот закон за социјална заштита ја гарантираме кон граѓаните сега. И ако се развие ваков сервис, ќе видиме дека на граѓаните уште повеќе ќе им се допадне отколку нели старските домови, така да тука сме да ги размислиме сите овие аспекти кои што се дискутирале на тој бизнис форум и да изнајдеме заедничко решение се во интерес на граѓаните. Започнатиот дом во Штип што се гради од пензионерите, какви се плановите бидејќи имаше некоја идеја да ви го предадат па вие понатаму? Не се гради од страна на пензионерите. Значи тука тие имаат подпишан договор дека има потреба од изградба на пензионерски дом. И токму за тоа зборува дека проектното решение е затворено, доставено до Министерството за труд и социјална политика од општина Штип. Исто така она легализација на простори се што е потребно од страна на општината е завршено. Сега со владата се дискутира по однос на изнаоѓање финансиски средства за инвестиција и тоа ќе се финансира преку одредена блок дотација како сите други старски домови кои што постојат, да речеме, во нашата држава. Тоа значи дека би можеле да го видиме во градба? Да, во многу скоро време, јас сум сигурна дека 2020 година веќе ќе може да се види таа инвестиција, да. Така. Идејата со бенефицираниот стаж на рударите покрена и други идеи, меѓу другото имаше и барање од одредени професии. Како се размислува во тој дел долгорочно за бенефициран Така. стаж? Во Македонија сметам дека е направен еден дисбаланс во делот на бенефициран стаж. Со Светска банка работиме согласно нивна методологија и методологија од развиените европски демократи за тоа кои работни места со каква бенефиција треба да бидат и кои мерки за безбедност и заштита треба да се превземат за одредени работни места за да тие не влезат во бенефиција, но сепак да имаат одредени поповолни или заштитни мерки ако имаме уштета на здравјето или да речеме ризик по животот на одреден работник. Така да сигурна сум дека во скоро време ќе се излезе со таа методологија, па таа ќе се дискутира со сите граѓани, затоа што правилникот кој што сега е во функција е многу стар и затоа сакаме да го промениме и да ги воведеме одреден број на професии да се исклучат, одреден број на професии да се вклучат и така, да се направи една правда. Кои професии би се вклучиле? Не, сега е многу рано да се каже.